Најголем дел од предприемачите мислат, кога ќе имам доволно број на клиенти, ќе имам повеќе слободно време. Кога ќе заработам уште 10.000 евра, ќе работам помалку. Кога ќе соберам уште 100.000 евра и купам уште една машина, ќе имам уште повеќе слободно време. Кога ќе заработам повеќе пари, ќе бидам повеќе слободен. И ова е трка кон дното, односно никогаш не доаѓаат до временска слобода. Она што ми покажа праксата моја, дека многу е полесно луѓето да добијат финансиска слобода, отколку да добијат временска слобода. А буквално подпишувам со две раце. Секој месец, кога и да паднат моите приливи, прво нешто што се запрашувам, гласи: Александар, што почна нешто ново да работаш? Колку време повеќе работаш? Значи, секогаш кога работиме повеќе, заработуваме помалку. Зошто? Затоа што длабоко во нас се уште живее работникот. А имаме 4 нивоа. Работа е за работници, а не за предприемачи. Луѓето кои што имаат работнички мајндсет заработуваат 1 до 2 максимум просечни плати, но дали исто време работаме исто како кога сме биле вработени. Второто ниво е менаџирање и управување со други луѓе или менаџирање. На ова ниво луѓето заработуваат 2, 3, 5, 10 просечни плати. Зошто? Затоа што најтешка работа е да управуваш со други луѓе, а повеќето луѓе не сакаат да имаат работа со луѓе. Трета работа е предприемништво. Која е разликата помеѓу првото, второто и третото? Секоја ниво, секоја улога има различни задачи. И јас овде некого не сакам да подценувам, само сакам да ви укажам на една работа. Дека парите и работата не се еквивалентни.